Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Контролата за користење на интернетот кај децата е на родителите, а не на државата, порача министерот за дигитална трансформација Андоновски. Од денеска во Прилеп функционира Центар за користење на електронски услуги. Директорите на болниците веќе нема да имаат дискреционо право да одлучуваат при вработување. Измените во законот изгласани во Македонското собрание. Во Прилеп и Битола над 320 лица вклучени во трговија на дрога и психотропни супстанци во 2025 година регистрира полицијата. Времето денеска променливо облачно со услови за дожд. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски, број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор, соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Македонија нема намера по примерот на некои европски држави да го ограничува користењето на социјалните мрежи за децата. Најважна улога во контролата за користење на интернетот и апликациите треба да ја имаат родителите, а не државата. Министерството за дигитална трансформација доставило апликации до училиштата за родителите да знаат кои апликации децата можат да ги имаат на своите мобилни телефони и други електронски уреди, кои содржини и колку време може да поминат на интернет. Со тоа, државата ја исполнува превентивната улога во побезбедно користење на интернет, посочи Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, на настан во Прилеп посветен на денот на побезбеден интернет. Забележавме и петиции и во Македонија. Јас дадов еден коментар. Ние минатата година, во рамки на истиот овој проект, доставивме до сите училишта начин на контрола на кој што родителите можат да контролираат кои апликации нивните деца можат да ги имаат на мобилните телефони и на другите уреди, колку време можат да поминат на истите и кои содржини можат или не можат да ги следат на овие содржини. Сметавме дека ова е начин да ги превенираме опасностите од интернет, а контролата да задржат родителите, да не ја превзема државата, контролата на алатки кои што се исклучително приватни, значи ги користат родители, ги користат деца и би било мешање на државата во домашните работи на секое семејство, во домашното воспитување на секое семејство, за тоа кои алатки и на кој начин се користат. Но доколку постои зголемен интерес од страна на родителите, доколку постои зголемен страф и таа бројка е голема, оставаме простор да продискутираме на овие прашања, зашто не направиме една јавна расправа и една анкета да видиме кој е интересот, кој е размислувањето на родителите. Не бегаме од тоа да се менува законот за да имаме ваква можност, но опасноста, секогаш зборувам, е многу голема кога државата ќе реши да забранува определени алатки за определена група на луѓе. Отвараме врата да утре државата си дозволи да забранува и да тоа биде спротивно на слободата на говор,
спротивно на слободата на изразување, затоа што државата решила дека некаква алатка треба да забрани. Тоа треба да го чуваме како последна мерка во можностите, а прва мерка е превенција и родителска контрола. Тоа зборуваме и во рамки на овој проект, тоа зборуваме и со училиштата, и тие ресурси им стојат на располагање и на родителите и на наставниците. Од денеска во Прилеп функционира Центар за користење на електронски услуги. Новиот Центар за услуги на Министерството се наоѓа во просториите на секторот за даночна управа во Прилеп. Преку овој Центар за услуги на Министерството за дигитална трансформација, од сега граѓаните на Прилеп ќе имаат физичка можност да добијат некоја од услугите кои се достапни на националниот портал за услуги uslugi.gov.mk. Фактично ова е еден од последните настани со кои што го завршуваме. Овој проект е во очекување сме на целосно воспоставување на центарот со кој што ќе има своја линија на која што ќе може да се јавуваат млади луѓе, родители, наставници. Исто така споделивме ресурси во текот на годината со наставниците училиштата како да се справуваат со недостатоците на интернет, со небезбедностите, како да им помогнат на младите да полесно го навигираат ова. А во завршна фаза имавме и конференција, така што ова е еден последен дел, би можел да кажам, на овој проект и очекуваме од Европската унија поддршка за уште еден ваков, односно втора фаза на овој проект. Резултатите ги очекувам веќе во текот на наредниот месец за да го дореализираме проектот до крај. Средствата обезбедени за овој проект беа повеќе од 600.000 евра, по изминатите година и половина се реализираше. Очекувам во вториот дел тој да надмине и 1 милион евра. Директорите на болниците веќе нема да имаат дискреционо право да одлучуваат при вработување. Измените во законот изгласани во Македонското собрание. Со 70 гласа за и ниту еден против или воздржан, собранието денеска во рамките на 84-та седница го донесе законот за дополнување на законот за здравствена заштита. Главна новина со дополнувањето на законот, што се носеше по скратена постапка, е што со него се укинува дискреционото право на директорите на здравствените установи при избор за вработување кадар во јавното здравство. Според образложението на законот, тој треба да овозможи ефикасна примена на начелата за потребата од стручност и компетентност за работните позиции за кои кандидатот конкурирал и ќе се овозможи избор на најдобриот кандидат за вработување во здравствените установи. Со тоа, наведуваат предлагачите, ќе се врати довербата во здравствените институции и ќе се дестимулира одливот на дефицитарен медицински кадар од државата. Предлог законот беше донесен од пратениците на опозицијската левица. Од полицискиот билтен и следната информација од секторот за внатрешни работи Битола. Во текот на 2025 година од криминалистичката полиција на СВР Битола во рамки на борбата за недозволена трговија со дрога на подрачјето на општините Битола и Прилеп, лишени биле вкупно 324 лица инволвирани во трговија на дрога и психотропни супстанци. При тоа поднесени се вкупно 78 кривични пријави по членовите 215 и 216 од кривичниот законник за сторени 94 кривични дела против 120 сторители. На подрачјето на СВР Битола во текот на 2025 година извршени се вкупно 86 претреси на домови, од кои на подрачјето на Битола извршене 51 претрес, а на подрачјето на Прилеп 31 претрес на домови, на подрачјето на Демирхисар извршени се 2 претреси, на подрачјето на Ресен извршен 1 претрес на дом и Крушево исто така 1 претрес, при што биле пронајдени и одземени марихуана, хероин, кокаин, амфетамин, различни таблети. Како најчести жртви од употребата на дрога и психотропни супстанци се јавуваат млади лица, односно средношколци, кои најчесто употребуваат марихуана, а констатирано е дека се продава и консумира и кокаин, амфетамин и екстази. Извршителите на овие кривични дела најчесто се корисници и дилери и кај нив при личен преглед се пронаоѓаат помали пакувања на дрога кои би можеле полесно да ги сокријат и да ги прикажат дека се за лична употреба, а не за препродавање. Временска прогноза.
Времето денеска променливо облачно, попладно и во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини врнежи од дожд и снег. Во Прилеп претежно облачно, попладне и кон крајот на денот ќе има повремен дожд. Ќе дува слаб до умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до 2, а максималната достигна до 9 степени. И во наредните денови ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. На повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.